Португалија, Италија, Финска, Франција патуваат делата на тетовските ликовни уметници на меѓународни изложби, но сами, без своите автори. Државните институции немаат слух да ги поддржат младите уметнички души да создаваат и изложуваат дела во реномирани ателјеа низ светот. Славчо Максимовски е еден од уметниците кои во првите месеци од годинава има реализирани 3 самостојни и неколку групни изложби. Од сите покани како единствен представник од земјава, лично заминал само до најблиското место, Нови Сад, каде ја освојува првата награда од публиката. На останатите изложби, неговите дела патувале без него. Учествував на неколку светски, интернационални настани, учествував во Португалија, учествував сега треба да се случи во Италија, во Урбино, заедно со уште 6 мои колешки. Меѓутоа нема да присуствуваме на тоа поради финансиски причини, затоа што не сме поддржани од институцијата која што треба да ни поддржи, така да патуваат само нашите дела. Во Финска сум избран како единствен учесник од Македонија, меѓутоа се надевам дека ако во наредниот период се најдам спонзори, тогаш би можел да учествувам инаку само ќе учествуваат исто моите дела. Таква е ситуацијата за уметниците во 21 век овде. Париз тоа е мој еден неостварен сон и желба која што се надевам дека ова лето ќе се оствари во есенскиот салон во Париз. Аплицирав и сега, чекам потврден резултат од нив, се надевам дека они ми кажа дека има добра волја за соработка, така да се надевам дека ќе имам еден подолг престој таму, па затоа што тука не го гледам својот пат, се надевам дека ќе останам и таму да живеам. Доколку не излезеш надвор од Македонија, дома не си прифатен, смета Максимовски. Токму затоа од големо значење е присуството на меѓународни изложби. Спасува фактот што упорноста е една од големите одлики на уметниците. И тоа трае со години, кај нас тоа веројатно е традиција, меѓутоа е разочарување за уметниците, но уметниците се навикнати во целокупната историја на уметност на борба и на победи, па се надевам дека ова е моја игра и борба ќе свртам на победничката страна. Имаме, многу големи уметници и во Тетово, сликари кои што се од постарата генерација, од кои што ние младите може само да учиме, па и сите, останати македонски мајстори кои што се великани, кои што направиле доста во ликовната историја во Македонија, меѓутоа немаме простор каде да ги видиме. Тоа е доста жално. Во другите држави тоа поинаку функционира. Но тоа е нашата трагедија. Се надевам дека некако некој ќе успее да свати дека не е како што треба, дека ќе биде подобро. Излезе таквата ситуација, кај го гледаш ти крајот на тунелот? Крајот на тунелот, иако е малку тешко да се види, мора секој од нас, барем јас така мислам дека мора да го погледнеме, затоа што инаку не би имало смисла цела наша борба и приказна. Јас како што кажав, сакам да излезам од овде, од ова наше државче и да пробам да си ја најдам мојата иднина надвор од овде, затоа што немам друг избор. Добра, фала ти, да. Благодарам. Баш така ќе го направи. Изложба во есенски салон во Париз е следниот предизвик на Максимовски. Овој пат и тој заминува со неговите дела. Спонзор ќе ги покрива трошковите наместо ресорното министерство.